Дури кога немаме време за многу подготовки, има начин да се храниме здраво и квалитетно. Доволно е само да си направиме една салата, и тоа не каква било салата, туку таква што ќе не држи сити до следниот оброк. Колку пати времето за убав и квалитетен оброк сте го жртвувале поради премногу обврски? Потоа се враќате прегладнети, земате да јадете прво што ќе ви дојде при рака, а тоа најчесто е брза храна. Конзумирањето брза или преработена храна и не е ништо страшно ако не е премногу често. А брзата храна која нема да одзема многу време може да се подготви и дома. Например, некоја брза салата во која ќе има доволно и јаглехидрати и протеини, но и масти. Препорачувам ваква комбинација со секој оброк затоа што лесно ќе ве засити, сити ќе се чувствувате долго време, а да не зборуваме и дека лесно ќе ги задоволи сетилата за вкус. Денешните 3 салати се токму такви. Одлична комбинација на јаглехидрати, протеини и масти. За да го разбиеме митот дека салатите се само тажна комбинација на зеленчук зачинет само со лимон и масло. Ќе започнеме со мексиканска салата со киноа. Знам дека многумина не знаат како да ја вклучат во исхраната, а многумина не сакаат ни да ја пробаат. Се надевам дека денешната мексиканска салата со киноа ќе ви го смени мислењето за киноата. Киноата се вари некои 15 на минути, а ако е претходно откисната, доволно е да почекаме водата само да зоврие, а потоа ја исклучуваме ринглата, тенџерето го покриваме со капак и ја оставаме на топло да ја впие водата додека ги подготвуваме останатите состојки за денешната салата. Ситно кисечкаме половина главица кромит, кисечкаме ситно и 2 средно големи црвени домати, додаваме пченка шеќерка која може да се јаде несварена или може да ја подсварите неколку минути. За оваа салата доволно е пченка од 1 кочан или околу 150 грама замрзната пченка. Следно наред ни е варен црн граф. Убаво е кога го имате претходно сварен и си го чувате во фрижидер, а за побрзо можете да искористите граф од конзерва. Сварената киноа убаво ја промешуваме со вилушка и откако ќе се излади, ја додаваме во салатата. Сечкаме и авокадо кое најмногу ќе донесе здрави масти во денешниот оброк. Зачинските билки никако не смеат да се заборават. Најчесто во мексиканските јадења се користи коријандер, но денес јас ќе сечкам макдонос. За вака подготвената салата потребен ни е уште прелив кој што ќе придонесе за вкупниот впечаток од мешавина од вкусови на житарки, мешунки и зеленчук. Ќе направиме прелив од црвена пипарка и луто чили. Ќе изблендираме една поголема свежа црвена пиперка изчистена од семките, сок од 1 или 1,5 лимон, зависи колку ви се допаѓа, 120 мл или половина чаша маслиново масло, 3 чешниња лук, 1 или 2 чили пиперчиња, зависи колку луто сакате, сол и црн пипер по вкус и околу 60 мл или четврт чаша вода. По потреба може да додадете вода за да ја олесните работата на блендерот. Ваквиот дресинг може да послужи и за зачинување зелена салата. Нема шанси некоја салата со ваков дресинг да биде здодена. И толку, ќе ги измешаме сите состојки од салатата и ќе го додадеме дресингот. Забележувате, добивме салата со многу бои и текстура. Вака составена е совршена како брз и лесен оброк или може да се послужи и како гарнир на друго главно јадење. Следете го линкот во описот на видеото за точните мерки. Следно правиме грчка салата која е редовно присутна на менијата во рестораните. Сепак оваа грчка салата ќе биде збогатена со макарони и со наут за од неа да составиме целосен оброк со избалансиран сооднос на јаглехидрати, протеини и масти, а тоа не е денешната задача. Макароните ги вариме ал денте, односно не ги оставаме да се преварат или да се раскашават, затоа што такви не ги сакаме за оваа салата. Кога ќе се сварат, ги миеме под ладна вода, затоа што, внимавајте, тестенините омекнуваат и додека се врели иако не се варат. Главен извор на протеини во оваа салата ќе ни биде наутот, доволно ќе биде да додадеме околу 250 или 300 грама, но по желба можете да си додадете и повеќе наут, а да намалите на количината на макарони. Всушност, наутот најмногу содржи јаглехидрати. Меѓутоа, во овие 250 грама од нашата салата има и 22 грама протеини, што е некоја третина од дневната препорака за протеини, а плюс наутот содржи и 6,5 грама масти. Ако ви кажам и дека содржи и 7 мг железо покрај другите хранливи материи, плюс има добар процент и на бакар, на фосфор и на цинк, мислам дека имаме вистински кандидат за титулата суперхрана.
Ова до сега беше основата на салатата, а сега нарете зеленчукот што е карактеристичен за грчката салата. Додаваме половина главица кромит, уште подобро ако имате при рака црвен кромит, 100 грама масленки, ситно сечкаме голема црвена пиперка, една краставица, сечкаме и макдонос и додаваме околу 300 грама шири домати и малку сирење исечкано на коцки. Салатата ќе ја зачиниме со оригано, 2 големи лажици маслиново масло, сок од 1 лимон и сол и црн пипер. Целата салата можеме да ја збогатиме и со неколку листови рукола кои ќе донесат убава зелена боја, но и ќе го зголемат процентот на зеленчук. Последното што ќе го додадам не е карактеристично за грчката салата, но не можев да одолеам да не го искомбинирам со оваа салата. Всушност вие можете да го изоставите ако сакате. Овде имам сос од калинка. Се додава сосема малку за да го потенцира сладко-киселиот вкус кој веќе го имаме од лимонот и од доматите во салатата. Забележувате направивме салата богата со многу бои, но и едноставни вкусови. Се подготвува брзо и лесно, а богата е со зеленчук и со убав вкус на лимон и калинка. Преубаво. Одлична е во замена за брз оброк, а може да се вклопи и кога треба да речеме да пречекувате гости, немате идеја за нешто брзо, а не сакате многу да заглавите во кујна. Вкусот на Медитеранот ќе се обидеме да го доловиме и со последната салата за ова видео, нашата медитеранска компирна салата. Студии покажуваат дека од сета храна што содржи јагле-хидрати, компирите најмногу заситуваат. Например, некои 400 грама варени компири содржат околу 300 калории. Всушност, правилно сготвен компир може да биде доста здрава варијанта. Може да се искомбинира неговиот неутрален скробен вкус во различни јадења. А тоа го правиме и ние денес. Ќе го искомбинираме во убава салата со многу зеленчук, со растителни протеини и со масти и ќе направиме еден комплетен оброк. Најнапред околу 700 грама варени компири сечкани на поголеми коцки ги ставаме во поголем сад. За поразлична текстура може некои од компирите да се раскршат или малку да се испасираат. Главниот извор на протеини во оваа салата ќе ни биде грашакот. Во чинијата кај компирите додаваме околу 260 грама варен или грашок од една конзерва, убаво процеден од течноста. Рендаме 2 средно големи свежи моркови, додаваме ситно сечкани зелени пиперки, ситно сечкаме околу 50 грама копар, додаваме и млад кромит. Но, ако салатата ја правите кога не е сезона на млад кромит, слободно можете да додадете и обичен. Ќе изрендаме кора од половина лимон и се убаво промешуваме. Ни преостанува уште преливот кој повторно ќе биде во медитерански стил, но мора да го исполнува концептот за комплетен оброк. Основата на овој прелив ќе бидат 3-4 лажици таан кои што покрај здрави масти ќе донесат уште некои десетина грама протеини во оваа салата. На таанот му додаваме една лажица маслиново масло, сок од 1 или 1,5 лимон, 1 до 1,5 мала лажица вински оцет, половина лажица сенф, околу половина лажица мед или агаве. Медот, односно агавето, ќе биде за балансирање на горката нијанса на таанот, 2 чешниња издробен лук, сол и црн пипер по вкус. По вкус можете да додадете уште лимон или мед, а за сосот да излезе потенок додадете 1 до 2 лажици вода или уште подобро растително млеко. Истиот овој дресинг може да се полее и врз зелена салата, можеби и врз варена киноа, а сега баш ми иде идеја да го искомбинирам и со варени топли тестени. Салатата број 3 за денес е комплетирана. Ја ставаме во ладилник за убаво да се искомбинираат вкусовите и потоа може да се испроба што сме составиле. Денес најдовме начин како од салата да составиме брз и комплетен оброк, кој што ќе содржи јагле-хидрати, протеини и масти, без при тоа да го нарушиме концептот на брза и здрава храна. Ако ви се допадна ова видео, кликнете лайк и не заборавајте да кликнете и subscribe за да не пропуштите некој следен интересен рецепт. За повеќе рецепти и некоја интересна информација во врска со здравата и вкусна храна, следете го блогот Ајде да јадеме и не заборавајте да ме следите на социјалните медиуми. А ако пак сакате да направите промени во вашата исхрана, тогаш можете да закажете консултации на линкот што го имате подолу во описот на видеото. Поздрав до следното видео!